Делни теми. Ако не ги подобри условите во центрите и не ја забрза постапката за азил, Македонија може да се соочи со тужби поради третманот на мигрантите на незина територија, предупредуваат експертите, особено што при тоа грубо се кршат меѓународните права на децата. Било кој мигрант кога ќе ја напушти земјава може да поднесе директна тужба против Македонија во Страсбур и со сигурност да го добие спорот против државата. Но ова предупредуваат здруженијата кои се борат за човекови права, оти ова што во моментов се случува е тортура врз луѓето. Според праксата на Европскиот суд за човекови права, например, случајот Калашников против Русија, е утврдено дека и во случај кога државата нема намера некого да мачи, пренатрупаноста и лошите услови во затворените институции се еднакви на тортура. Минимално хумани услови за престој и брза постапка за азил. Ова се двете решенија со кои Македонија ќе избегне поголеми проблеми, смета поранешниот судија во Европскиот суд за човекови права во Страсбур, Маргарита Цаца Николовска. Можам да ви дадам пример на една енглеска која што има отворено центар за такво нешто и ги прифаќа тие луѓе. Должината на престојот во тие центри е исто така проблематично. Во таа пресуда против Енглеска е утврдено дека таа должина во тој центар, без да им се каже зошто тамо престојуваат, е утврдено дека е повреда на членот 5. Така да има многу елементи кои што можат да бидат предмет на разгледување пред Европскиот суд за човекови права. До официјални податоци за тоа колкав е бројот на деца мигранти и каков е третманот во центрите за згрижување, не може да дојде детската амбасада Меѓаши. Од она што успеале да го видат на терен, утврдиле дека грубо се кршат правата на децата, но не веруваат дека нивните родители би ја тужиле земјава. И тоа се луѓе кои што доаѓаат или од земји кои што се со висока степен на насилство, бегаат од војни, од конфликти и така натаму, или со силно разрушена економија, така да тоа не е. Меѓутоа, наша човечка должност е да се погрижиме без оглед имало или немало санкции, да се трудиме да направиме најдобро што можеме, а тоа не го правиме. Вчера народниот правобранител го критикуваше односот на државата кон мигрантите и нехуманиот третман во центрите. Единствено нему му е дозволено да влезе таму, а затекнал катастрофални услови полоши и од затвор. Министерот за социјала не сакаше да зборува за центарот во Гази Баба, на кој се однесуваше критиката, оти не е во негова надлежност. Премиерот Груевски пак на чиј подпис се чека за да продолжи процедурата за носење на законот, вели дека во понеделник ќе го разгледува. Во минатите недела-две се слушнавме многу стори од различни делови, од домашни медиуми, од странски медиуми. Слушнавме тестимонијали, самите луѓе што кажуваат и половина, ако е тоа точно, тоа е нешто што не сме да продолжи и мора да го прекине владата, да најде начин да го прекине. Со измените на законот за азил се очекува да се легализира 3-дневен транзит на мигранти низ земјава. Во меѓувреме, оние кои ќе ги фати полицијата или ги сместува во центрите во кои остануваат со месеци, како сведоци за криумчарење, или пак ги враќа во Грција, земјата од каде ја поминуваат границата.